Ова се настаните за денес. Изгласан нов ребаланс на буџетот на општина Охрид. Донев очекува идната година општина Охрид да биде со одблокирана сметка. 35-то издание на Охридски староградски средби. Заврши 6-тото издание на меѓународната уметничка колонија Трпеица 2023. Охриѓанец се обидел да подкупи полициски службеници. Билансот на жртви од земјотресот во Мароко 2100. Мароко се уште нема побарано меѓународна помош. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло, со дневни температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната дневна температура достигна 26 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник, времето ќе биде ведро и свежо. Утре во југозападна, западна и северозападна Европа и локално во централните делови над Алпите, времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со дожд и топло. Во останатите предели од Европа ќе превладува претежно сончево и невообичаено топло време за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево и надпросечно топло за овој период од годината. Максималните дневни температури во интервал од 26 до 32 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник свежо, утро со благ пораст на утринските температури кои ќе бидат во интервал од 7 до 16 степени. Времето во текот на денот сончево и топло со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период. Ќе доведе умерен слаб југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија од 25 до 34 степени, а УВ индексот со вредност 6. Во Охрид во вторник свежо утро, температурата 13 степени, во текот на денот времето сончево и топло со слаб североисточен ветер. Максималната дневна температура 27 степени. Во нашиот град во среда и четврток свежи утро со утрински температура од 14 односно 16 степени, а во текот на денот сончево и топло време. Максималната температура до 28 степени. Но во петок претежно сончево време со локална облачност ќе биде и топло, со благ пад на дневната температура. Минималната ќе достигне 17, а дневната 26 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Изгласан нов ребаланс на буџетот на општина Охрид за 2023 година. Координаторката на советничката група на СДСМ Живка Ангеловска со предлог зголемениот прилив на средства во општинскиот буџет, кој е последица на измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа за зголемување на нивната финансиска стабилност и сигурност, да се искористи за обезбедување на стабилно функционирање на јавните предпријатија. Председателот на Советот Сашо Донев рече: "Убеден сум дека по овој буџет ќе имаме буџет со кој конечно ќе можеме да раздолжиме општина Охрид по 30 години. Општина Охрид да има и одблокирана сметка." На денешната седница на Советот на општина Охрид изгласан уште еден ребаланс на буџетот со кој се обезбедија средства за исплата на долгови кон доверители. Советниците од опозицијата во Советот на општина Охрид прашуваат уште колку ребаланси се потребни до крајот на календарската година. Координаторката на советничката група на СДСМ од Охрид Живка Ангеловска се надева дека измените на еден дел од програмите и измените на буџетот за 2023 година, кои се предизвикани главно од веќе извршена, но и очекувана заплена на извршни средства од буџетот, се во рамки на законската регулатива. Уште колку ребаланси на буџетот треба да очекуваме до крајот на оваа година и дали локалната власт планира секој месец да ја менува структурата на буџетот. Она што е позитивно од целокупната работа е што верувам побрзо ќе се раздолжи општината, имајќи ги во предвид колку многу средства се запленуваат и ќе стане постабилна, ќе може полесно да ги планира активностите, но произлегува и нешто друго, дека еднакво е тешко да се менаџира со повеќе средства, како и со помалку средства во буџетот. Ангеловска со предлог зголемениот прилив на средства во општинскиот буџет, кој е последица на измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа за зголемување на нивната финансиска стабилност и сигурност, да се искористи за обезбедување на стабилно функционирање на јавните предпријатија од градот. Сашо Донев, председател на Советот на општина Охрид, објасни дека со зголемувањето на платите и другите трошоци, реалноста е дека општината има многу малку средства во текот на месецот за исплата, како за тековни трошоци, така и за стари долгови. Донев објасни дека овој ребаланс се прави да се спасат 15 милиони денари, кои се очекува да се извршат во наредниот период, а со тоа да се стигне до реализација над 75%, што пак ќе дозволи законско зголемување на општинскиот буџет за 40 милиони денари до нова година, со барање од Министерството за финансии. Владеачкото мнозинство во Советот на општина Охрид уверува дека сметката на општина Охрид ќе биде одблокирана следната година. Сум убеден дека после овој буџет ќе имаме буџет со кој што конечно ќе може да ја раздолжиме општина Охрид и после 30 години општина Охрид ќе има одблокирана сметка. Тогаш ќе видиме кој и колку и како ќе може да работи, односно дали ќе можеме да ги потрошиме парите и дали имаме проекти или немаме проекти. Советникот од ВМРО Народна Ванчо Костовски кажа дека на овој начин враќаме стари долгови, но создаваме и нови обврски. Ако се предвидени тендери, не може да се обезбедат средства овие месеци и за сработени работи нема да има средства за исплаќање. Костовски предложи, за да се намали бројот на ребаланси на буџетот до крај на годината, да се формира посебна ставка во буџетот за наредната година, од која ќе се земаат средства за исплата на старите долгови. Треба во наредниот буџет во декември кој ќе го носиме да се предвидите, тие што оправат буџетот, граначалникот, да се предвидите посебна ставка во која што ќе ставите колку што очекувате дека ќе има приливи, односно извршување, веќе се од искуство знаете колку година од прилика ќе може да се извршат. Барем 70-80% тоа да се погоди сумата која што ќе се изврши, да се стави посебна ставка во буџетот за отплаќање на стари долгови. Не знам во која ставка таму влегува, вие што го прават буџетот знаат. На овој начин нема да се одземаат од предвидените средства за реализација на програмите, додаде Костовски и посочи дека искуството покажува дека некаде 100 милиони денари се извршени или 1,6-1,7 милиони евра, сума која до крај на годината ќе се зголеми и може да достигне и до 1,8 милиони евра. Костовски подлече дека зголемувањето на сумата со која треба да се платат долгови кон извршители и правењето нов ребаланс ќе прави проблеми во реализација на соодветните програми.
35-то издание на Охридските староградски средби во организација на Националната установа Центар за култура Григор Парличев од Охрид во петок 15 септември. Во петок 15 септември на платото пред Центарот за култура Григор Прличев во Охрид со почеток во 19 часот ќе се одржат 35-тите Охридски староградски средби. Програмски квалитет што значи вредносно продолжување на традициите што датираат од пред неколку века, придонес во незаборавот на старите автентични песни, навраќање во богатата градска ризница на традициите од минатите векови. Ке настапат градскиот мешан хор Вокслих Нидос при Националната установа Центар за култура Григор Прличев од Охрид, културно-уметничкото друштво Пере Тошев од Прилеп, ансамблот за народни песни Вања Лазарова Скопје, културно-уметничкото друштво 8 октомври од Крива Паланка, ВИС Распеани Радовишани, Распеани Штипјани, Распеани Гевгеличани, културно-уметничкото друштво Нуко Пусовски од Кичево и фолклорен ансамбл Бисери при Центарот за култура Григор Прличев од Охрид. 35-тото издание на Охридските староградски средби е поддржано од Министерството за култура на Република Македонија и општина Охрид. Влезот е слободен, информираат од установата. Заврши 6-тото издание на меѓународната уметничка колонија Трпејца 2023. И годинава главна инспирација на уметниците во сликањето им беше околината на преубавата Трпејца сместена меѓу Синото езеро и планината Галичица. По 4-дневна работа вчера беше заокружено 6-тото издание на меѓународната уметничка колонија Трпејца 2023. Во кругот на подрачното основно училиште Свети Наум Охридски во Трпејца заедно твореа 6 уметници: Наташа Поповска Карче, Ѓоко Симјановски, Елена Ѓургиновска, Хава Реджепи и гостите од соседен поградец Албанија, браќата Петрит и Кастриот Лараку. Свој придонес со една своја изработка и неколку карактеристични минијатури даде и канадскиот уметник со македонски корени Майкл Клос. И годинава, главна инспирација на уметниците во сликањето им беше околината на преубавата Трпејца, сместена меѓу Синото езеро и планината Галичица. Во изминатите 6 години на колонијата се изработени околу 100 слики во разни техники, од кои половината се во сопственост на организаторот Сдруженијето за Трпејца со љубов. Меѓународната уметничка колонија во Трпејца се одржа под покровителство на општина Охрид, а во знак на благодарност за досегашните учества, уметникот Петрит Лараку на подрачното училиште во Трпејца му подари едно свое дело. Театарската група на Црвениот крст од Охрид успешно ја изведе театарската представа Бара пред многобројната публика во културниот центар во Требиње, Босна и Херцеговина. Посетата на Црвен крст во Требиње, волонтерите на Црвениот крст од Охрид ја искористија за воспоставување нови пријателства, дружење и запознавање со знаменитостите и убавините на овој крај, информираат од Црвениот крст од Охрид. Театарската група на Црвениот крст од Охрид вчера се врати од 4-дневна посета на Црвен крст Требиње, Босна и Херцеговина, каде во петокот на 8 септември пред многобројната публика во културниот центар во Требиње успешно ја изведе театарската представа Бара. Со оваа представа младите актери на Црвениот крст од Охрид на креативен начин ги прикажаа животните судбини и предизвици на жртвите на еден систем со нарушени вредности, борбата на човекот со различни искушенија и неправди, поминувајќи по тежок пат исполнет со очи и рамнодушност, лутајќи во лавиринтот на безнадежноста, во потрага за подобро утре и подобри ние, што за жал е секојдневие на повеќето луѓе кои живеат на просторите на поранешна СФРЈ. Представата Бара во сценарио и режија на Емилија Блажевска, Весна Терзиевска и Јованка Сион Доленц, театарската група на Црвениот крст од Охрид премиерно ја изведе на отворањето на годинешниот аматерски младенски театарски фестивал Вдиши театар. Посетата на Црвен крст Требиње, волонтерите на Црвен крст Охрид ја искористија за воспоставување нови пријателства и дружење со волонтери на Црвен крст Требиње и запознавање со знаменитостите и убавините на овој крај, информираат од Црвениот крст од Охрид. Оваа средба на младите во Требиње ќе зајакне и прошири постоечката соработка на двете организации на Црвениот крст и во делот на театарската уметност со дефинирање на учеството на волонтери на Црвен крст Требиње на аматерскиот младенски театарски фестивал Вдиши театар во наредната година во Охрид. Несватената цивилизација, гротескна комедија во 2 чина, повторно пред охридската публика.
Во сабота 16 септември со почеток во 20 часот во Центарот за култура Григор Парличев, Народен театар Охрид ќе одигра театарската представа Несватената цивилизација од Добри Војников. Несватената цивилизација е представа за припадноста, честа, етиката и моралот, представа за културолошкиот и социолошкиот идентитет на човекот, представа за глобализацијата и традицијата, како и за ефектите од нив врз целокупното општествено живење. Несватената цивилизација е комедија што преминува во гротеска и иронија и што прави детална и болна дисекција на нашата целокупна колективна свест, велат од Народен театар Охрид. Актерскиот ансамбл е исклучиво машки, некои од актерите ги играат и женските ликови, некои и по неколку од ликовите, па така публиката ќе може да ужива во актерската игра на Горан Стојановски, Стрезо Стаматовски, Никола Тодоровски, Павел Маслов, Ивица Цонев и Филип Кипровски. Картите по цена од 200 денари може да се купат на билетарата на Центарот за култура. Потпишан меморандум за соработка помеѓу Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле и Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музејот Охрид. Со потпишување меморандум за соработка помеѓу Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле и Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид, потпишан од проректорката професор доктор Устијана Речковска-Шиковска и веде директорката магистар Ирена Шајн, се формализираше соработката на институциите која постои подолго време. Проектот насловен како јакнење на капацитетите за управување со културното наследство на Охридскиот регион, обука за развој на бази и податоци и ГИС платформа за недвижно културно наследство за Завод и музеј Охрид во соработка и иницијатива на магистар Горан Патчев, виш конзерватор во Националната установа Завод и музеј Охрид, беше повод за потпишување на овој меморандум. Проектот вклучува низа на активности, вклучувајќи ја организацијата на регионалниот реставраторски камп во соработка со културно наследство без граници Албанија. Денес во амфитеатарот на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле се одржа и презентација на идните активности на кампот. Расчистени мапирани диви депонии и подигнат кабаст отпад од повеќе локации, информираат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Подигнат кабаст и зелен отпад како и градежен шут на повеќе локации во градот. По налог на општина Охрид, расчистена е локација на улицата Никола Карев. Во рамките на редовните акции пак за подигање на кабаст и зелен отпад кој јавното предпријатие Охридски комуналец ги организира согласно годишниот календар за 2023 година, од урбана заедница Стар град подигнати 16 кубни метри кабаст отпад и покрај редовните акции тешко се менуваат навиките на поединци, велат од предпријатието. Наредната сабота, на 16 септември, согласно годишниот календар, комуналец ќе организира акција за подигање кабаст отпад од урбаната заедница Билјанини извори. Охриѓанец нудел пари за подкуп на полицајци. Синоќа во 19 часот и 35 минути на магистралниот пат Кичево-Гостивар во близина на кичевското село Зајас. Полициски службеници од ОВР Кичево го лишија од слобода лицето АЈ 59 годишен од Охрид. Тој посторен со обраќаен прекршок во личните исправи што им ги дал на полициските службеници, ставил пари како подкуп, а кои веднаш му биле вратени. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Нови цени на горивата од ноќеска на полноќ. Цената на бензините ќе се зголеми за 1 денар, а на дизелот за 2,5 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика и водни ресурси. Евро Супер БС-95 ќе се продава по цена од 88 денари за литар, а Евро Супер од БС-98 за 90,5 денари за литар. Цената на евродизелот ќе се зголеми за 2,5 денари, односно литар дизел гориво ќе се продава по цена од 83,5 денари. И цената на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 2,5 денари и сега ќе чини 83 денари. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 1,1 денар за килограм и сега ќе изнесува 47,3 денари, информираат од регулаторна. Во продолжение следуваат вестите од светот.
Обединетите нации проценија дека 300.000 луѓе биле погодени од земјотресот со јачина од 6,8 степени во петокот вечерта во Мароко, додека некои мароканци се пожалија на социјалните мрежи дека владата не дозволува поголема помош однадвор. Мароко го забележа најсилниот земјотрес во повеќе од еден век во петокот, при што спасувачите со голи раце копаа по преживеаните. Европските земји испратија помош во Мароко по катастрофалниот земјотрес кој петокот уништи домови, блокираше патишта, избриша цели села од картата. За сега се знае дека катастрофата убила повеќе од 2100 лица, но се очекува бројот да биде поголем. Војниците и хуманитарните работници се тркаат со времето да стигнат до далечените области на планините Атлас, кои може да бидат речиси целосно уништени. Во меѓувреме локалните жители ги копаат урнатините често со лопати и голи раце во очајнички лов по преживеани. Мароканската влада соопшти дека досега прифатила помош од 4 земји: Велика Британија, Шпанија, Катар, Обединетите арапски емирати, а Франција најави дека ќе испрати 5 милиони евра во понеделникот наутро. Според хуманитарните групи, Мароко не упати меѓународен апел за помош како тоа што го направи Турција во часовите по големиот земјотрес претходно оваа година. Понуди за помош пристигаат од цел свет, а Обединетите нации соопштија дека има тим во Мароко која координира меѓународната поддршка. 100 тимови составени од 3500 спасувачи се регистрирани со платформа на Обединетите нации и подготвени да се распоредат во Мароко, која ќе бидат прашани, соопштија од Спасувачи без граници. Германија имаше тим од повеќе од 50 спасувачи кои чекаат во близина на аеродромот Келн-Бон, но ги испратија дома, објави новинската агенција ДПА. Најмалку 4 лица загинаа вчера кога беа удрени од локомотива во близина на Барселона, додека се обидувале да преминат железничката пруга, соопштија службите за итни случаи. Несреќа се случила во 20 часот и 22 минути во Монмел, во близина на каталонската престолнина, кога 7 лица минувале преку шините на забранета локација, соопшти Ренфе, државниот железнички оператор. 3 лица починале на место на настан, за четвртото починало во болница откако доживеало срцев и респираторен застој, соопштиле во неделата службите на итната помош. Тројца други повредени се во болница. Соединетите Американски држави одбележуваат уште една годишнина од нападите од 11 септември 2001 година, 22 години по најсмртоносниот терористички напад на територијата на земјата. Во терористичкиот напад загинаа повеќе од 3000 луѓе, 2 жртви кои загинале во светскиот трговски центар се идентификувани повеќе од 2 децении по терористичките напади на 11 септември 2001-та, изјави во петокот главниот лекарски преглед во Њујорк. Имињата на жртвите, маж и жена, не се објавени на барање на нивните семејства, соопшти официјални лица. Тие се 1648-1649 жртва, чии остатоци се идентификувани од 2001 година. До смртните остатоци на 1104 жртви или 40% од загинатите во нападите се уште не се пронајдени, речиси 22 години откако терористите на Ал-Каеда киднапираа комерцијални авиони и ги урнаа во кулите близначки во долниот дел на Менхетен. Додека децата се враќаа во училиштата во Шведска минатиот месец, многу наставници ставија акцент на печатените книги, тивко време за пракса за читање и пишување, а помалку внимание на таблети, независно истражување на интернет и вештини за пишување на тастатура. Враќањето на традиционалните методи на учење е одговор на загриженоста на политичарите и експертите дали хипердигиталниот пристап во образованието во земјата, кој воведува таблети уште во градинка, доведе до пат на основните вештини. Иако учениците од оваа земја се над европскиот просек за способност за читање, меѓународната проценка за нивото на читање на четврто од еленците укажува на пат на способноста на децата во Шведска меѓу 2016 и 2021. Можно е одредени дефицити да се резултат на пандемијата на коронавирусот или одраз на зголемениот број студенти и мигранти кои не зборуваат шведски како свој прв јазик, но прекумерната употреба на екрани за време на часовите може да предизвика младите да заостанат во некои клучни теми, најавуваат експертите. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!